Реномираната аналитичка куќа J.D. Power ги објави резултатите од своето редовно истражување за квалитетот на автомобилите. Во него, иако е забележливо прегрупирање на водечките, како и во минатите години доминираат јапонските и корејските марки. Беа опфатени вкупно 32.000 автомобили во Соединетите Американски држави стари 3 години, чии собственици беа анкетирани за дефектите што ги имале. Според нивните одговори, генерален заклучок е дека автомобилите никогаш не биле поквалитетни, забележувајќи опаѓање за околу 10% на вкупниот број проблеми што ги имале. И годинава традицијата да остане на лидерската позиција ја задржа Lexus, кој според сите критериуми ја заслужи. Веднаш зад него е Porsche, чии возила, иако се повеќе се натрупани со нови технологии, продолжуваат да функционираат безпрекорно. За некои може би е изненадување што Kia го освои третото место пред Toyota, а на петата позиција е Buick, чија гама главно се состои од модели кои не се произведени во Америка, туку се увезуваат од Јужна Кореја или Кина. За прв пат и Тесла е вклучена во оваа листа, но се најде на дното. Калифорнискиот производител на електрични автомобили досега не ги споделуваше своите податоци со J.D. Power. Тие и сега не се комплетни, бидејќи се однесуваат на купувачите од само 15 од вкупно 50 американски сојузни држави, но според општиот имидж што марката го има за квалитетот на своите возила се сосема реални. За Тесла се само Jaguar, Alfa Romeo и како последен Land Rover, кај чии возила се забележани 3 пати повеќе дефекти отколку кај првопласираниот Lexus.